nazad na našиот YouTube канал. Како што гледате по насловот, денеска снимаме Most Likely to Challenge или ти кој би попрво. Ве замолив мен на мојот Instagram профил под една фотографија да ни поставувате прашања кои ќе започнуваат со кој попрво би направил нешто. Така да, 20 од тие прашања кои беа најинтересни ги одвоивме, ги одбравме и во оваа видео ќе одговараме на нив со тоа што пред нас имаме homemade направени стапчиња, како и да се викаат Марио и Ивона. Се надевам дека и вам ви ги покажува вака и не ви ги превртува. Не знам како камера вас снима, но претпоставам дека ви ги покажува исправно. Така да... Исправно покажува Марио физика! Каква мрицарна физика. Океј, може да почнеме со видеото. Ја ги читам, а Марио и јас ги говораме. Браво! Моето височество ги чита. Фала. Одлично, ајде. Ајде, првото прашање е кој попрво би се откажал од цигарите? Дефинитивно јас. Сега малце не знам дали се гледа, пошто Ивона е со некакво црвено портокалово, но Ивона. Јас дефинитивно. Кој попрво би изел една порција морски плодови? Ивона ја не јадам морски плодови. Ивона јаде. Надвратното јадење. Кој попрво би стапил во брак? Ивона. Све Ивона. Све Ивона. Кој попрво би направил деца Карлеуша? Марио. Маце! Карле, колни Карле! Карле, ја можам да ти видам успотева. Оставјам те земја. Ивона ке тверка, ма ена канта донт. Ајде. Добра. Ма ена канта. Ма ена канта. Ma anaconda don't. My anaconda don't. My anaconda. My anaconda don't. Ali meni mi se звучи my anaconda don't. Епа, Ајде, следното Кој прашање. попрво би се откажал од YouTube? Упс. Без ја. YouTube. YouTube. Оф. Па и валјда јас заради тоа што не знам, јас валјда. Кој попрво би рипнал во базен со Сите ледена хейт на вода? Ивона, на Инстаграм кај Ивона, хейт сите зашто прва би се Вие дојдете кај мене на Инстаграм па хейтете. С хештег само бројки, тоа е низиниот живот. Се шалам. Кој попрво што? Кој попрво би рипнал во базен со ледена вода? Ивона, Марио и топла вода е 20. Да, ја немам проблем со Ако ништо. го гледавте видеото предизвици, екстрем предизвици во Не базен, мора да го гледат. Не мора да го ако го погледат. гледавте тоа видео со Ете мене, ме. свативте дека имам голем проблем при влагању вода, така да ете. Ивона. Кој попрво би се фрлил со подобран? Марио. Ето го се. Иначе имаме, тоа можеме да го направиме некогаш за некој специјал. Oh Например, my 20.000 претплатници и ние да се возиме на параглайдер. Тоа би било Знаеш дека има феноменално. у Скопје? Знам, затоа и ти Епа зборам. топ. Ете. Одлично. Одиме на 20.000 сабскрајбери или ќе се фрламе од Или ќе се подобран, фрламе. или ќе се возиме на параглайдер или во хеликоптер, нешто такво што е возбудливо. Кој попрво би направил драма? Леле, Марио, ама... Ивона ќе му се приклучи ама за 3 дена. Не за 3 дена, за 3 часа. Као, Марио, шо правиш? Еве драма. Што преш? Драма. Кој попрво би се пресел во Струмица? Ивона. Ивона официјално од годинава Струмица is my love. Струмица е мојот омилен град. Live town. Кој попрво би се откажал од факултет? Марио. Јас. Деојче. Кој беше на чекор до откажување? Јас или ти? А добро, али збориме... Кој попрво? Дали јас бев на чекор до откажување? Фали мен дери чум. Добро, јас. Ти. Ама... Ја сувишно е сега да се откажам и уште 2 испита имам и да дипломирам. Не мислев, ја не го сватив ова у таква конотација. Ја го сватив у смисла кој попрво би се откажал од факултет да не го работи тоа искрено, најискрено ти кажи не сега. за начинот, јас зборам за процес на образование у даден момент, не зборам за професија. Имав јас у јануари еден момент. Сите сме имале такви моменти, меѓутоа она беше буквално на чекор. Она ми кажа, Марио, ја се отпишам. Кој попрво би се откажал од музиката? Не знам, не, ова нема. Затоа што и двајцата сме, мислам, тоа ни е примерно хоби сега, за сега, но и една професија. Иако Ивона беше на чекор да се откаже од музиката, кога Марио и трубеше на глава 24/7, ако тоа ти падне на памет, заборавиме. Да, имав ја еден таков момент. Да. Приватни причини, но нема да влегуваме сега. Тоа е приватни будалаштини, не причини. Океј. Следното е кој попрво би објавил експлицитна фотографија или видео на Инстаграм.
Марио, али би објавила и јас. Тркнете на мојот Инстаграм во момент кога ќе го објавам ова видео, ќе ставам и експлицитно видео од мене. Северина, спаваш ли мирно? Кој попрво би отишол на Евровизија? Попрво би отишол у смисла за желба или желба ти двајца имаме? Ма не ме интересира, бре. Ајде Марио дека Марио цело време поупорен, збори. поупорноста се испод. Не, Марио дека цело време го збори на кој ја би ишло. Кој попрво би се преселил во Србија? Па и двајцата, веројатно, затоа што Србија, многу сулудо звучи, но мене Србија ми е една од омилените земји во светот. За живот не е многу сјајна, меѓутоа ми е тотално ме одговара на мојот сензибилитет, така да и двајцата ќе речам, пошто и Ивона сака Србија. Меѓу другото... Јовановиќ. Добро, Доволно. онај Србинка Да, по потекло. и Башко имам у секој дел од Србија роднини, така да би можеле заедно да има коматна. Така. Кој попрво би се јавил на Момо? Ја никогаш не би се ни јавила на такви глупавштини. Глупавштини, нов термин запишете у речник. Глупавштини, брат ми ме напна. Ти му дам да инсталирај да му се јавам. Сема Момо. Момо? Да му се јавиме ние на Момо. Нема да Момо ти треба да се слушалка. уплаши од нас, значи Момо ќе нема храброст на нас да ни се јави, не ние на Сакаш да Момо. му звониме? Не е спомнувај во видео. Сакам. Океј. Добра. Кој попрво би избегал од дома? На чекорот бегал када Ивона е на будем. чекорот све. Да бегал када будем. Добра. Кој попрво би работел како наставник? Леле, Марио. Марио учи Значи, социологија. не ми се веруе. Не ми се веруе. Марио, како факултет учиш? Маре, како факултет бакрачи, дај, еве, Ивона прва би работела, да не се млати, Не, ја не. и наставник, тоа децата ќе ги оперирам у зала. Не, се шалам. Ама ти учиш таков факултет. Не, Тоа е јас интересно, по тој Марио. факултет, по образование суштински можам да бидам наставник по социологија. Доколку сте мали, доколку имате некој 10-12 години, никогаш не можете да знаете, оти за некој 10 години може би Марио усредно ќе ви предава социологија. Ви сте мене ваква будала, влагам училница. Како тие деца ќе гледате мене? И влог. И само браво, ова се моите ученици, они. Да. YouTube маке. Кој попрва би земал наркотици? Ивона, цел град знае дека е наркоманка. Се збори пред да ја запознам, вика, ја знаеш ли онаа пејачката Ивона се дрогира, али се убива. Значи, она не сам попрво да земе, него она зима. Знаете како? Она е почнеш затоа со ваква, свирки- она затоа неќе да снима во базен, зашто она ќе се удави, она више нема кондиција, она толку е предозирана. Какви глупости! Знаете кога ќе почнеш со свирки, не е лесно да го тоа Ајде, не младиме никој. Ние сме огромни противници на наркотични Тоа би било средства, лака. така да, лаке. Ете, апелираме до сите млади Да. луѓе тоа никогаш да не го искусуваат, затоа што некогаш може да се одрази многу негативно на вас и вашата иднина. Дали тоа е се за денес? Што пише на расплака со твојот говор? Па ние како јутубери и јавни личности имаме општествена одговорност покрај другото, освен што имаме со цел да ве насмееме, имаме општествена одговорност да на некој Токмено, начин да. и ве воспитаме, затоа што денеска децата се воспитуваат благодарение на овие луди времења и социјални медиуми каде што секој зборува секакви блювотини, ние покрај тоа што знаеме да бидеме и вулгарни и безобразни и дрски и Знаеме вакви и такви, паметни да бидеме. знаеме и кои се вистинските морални човечки вредности. Така да слушајте, не ние имаме по 20 и кусур години, можеби и некогаш нешто ќе научите од нас. И после Ивона ќе работела прво ко наставник, окей. И последното е кој попрво би издржал 24 часа без телефон. Ова стварно не знам како да го одговорам. Ова мислам дека го имавме у првиот дел, иначе ако не знаете има прв дел од ова видео и знам дека тогаш рековме, јас од причина што ја веќе имам издржано и тоа не е 24 сата, туку 6 Да. месеци, дур бев у реалитија, ја буквално немав пристап до интернет, телефон и такви ствари, веќе Добро. имам издржано додека Ивона го има искусено тоа на 7 дена, Да. дур беше у реалити. Ама не, Така и да- сега бев без телефон кога ми го украда. Па добра, али пак имаше пристап, Да. зборам, имаше Добра. пристап до интернет, имаше пристап до Нека чуда, биде Марио. додека ја имам, мислам, ја ме интересира што се дешава, али не сум нешто многу
напален во однос на тоа. Океј, другари, тоа беше се за ова видео. Доколку сакате некогаш и трет дел да направиме, нам ни е интересно, а вие поставувајте ни прашања во коментар овој пат. Ако одлучиме некогаш да снимаме трет дел од оваа видео, ќе ги земаме предвид коментарите кои ќе се најдат долу. Значи нека почнуваат исклучиво на кој попрво би, а не што би одбрале. Тоа е Would You Rather, а ова е Most Likely To Challenge. Така да ставете лайк, претплатете се на нашиот YouTube канал со клик на subscribe, за следете ги нашите Instagram профили, сите останати социјални мрежи, имате доли у дескрипција линк. Марија Долна Црта Рангеловски, ајде све да кажеме што имаме. Чао, пријатно.